Вашингтон стои зад Скопје во остварувањето на целта за членување во Европската Унија. Уште еднаш високо позициониран дипломат во Стейт Департментот дојде во Скопје за да го уверува политичкиот естаблишмент, но и граѓаните, дека може да сметаат на поддршката на американската администрација во тешки ситуации како оваа со уставните измени. Посетата на Габриел Ескобар, кој веќе 2 дена има серија средби со државно владиниот, но и со врвот на опозицијата, е обид да го потурне процесот на промена на уставот, за кој по почетокот на пленарната собраниска процедура се покажа дека го нема доволното мнозинство. Every step of our challenges, American challenges. При секој чекор во некој предизвик, американски предизвик, сметавме на Северна Македонија и сакаме Северна Македонија да смета на нас во справувањето со сопствените предизвици. Партнерството што го искусивме, нивото на поддршка во заштитата на вредностите и проширувањето на демократијата. Северна Македонија беше тука крај нас. Како резултат на тоа, типот на партнерство што го имаме во Европа би сакале да го видиме и во Европската Унија. Ние сме најентузијастичките поддржувачи на тоа, вие кои веќе сте во трансатлантската заедница, да станете формални членки од секој дел од таа заедница, а тоа ја подразбира и Европската Унија. Премиерот, кој денеска му беше домаќин на Ескобар, вели дека пораката добиена од Соединетите американски држави е јасна. По НАТО, Северна Македонија треба да стане дел од Европската Унија, за што во оваа фаза на процесот на пристапување предуслов се уставните измени. Верувам дека по успешно започнатиот процес на уставни измени во собранието, претениците кои се представници на граѓаните ќе се одважат и ќе донесат храбра одлука за продолжување на европските интеграции, која ќе ни овозможи до 2030 година Северна Македонија да стане членка на Европската Унија. Секој друг исход ќе значи неизвестна иднина за граѓаните на државата. Ние еднаш сме виделе како тоа изгледаше. Еднаш тоа се случи кога се одвоивме од Хрватска и кога заостанавме и застанавме 17 години во европските интеграции. И денес, ако се одвоиме од Албанија, Црна Гора и Србија, никој не гарантира кога и на каков начин ќе станеме земја членка на Европската Унија. И тоа не смее да се случи. Не смее да се држи во залог иднината на граѓаните и иднината на државата во предизборни цели. Посебно што македонскиот јазик и македонскиот идентитет се заштитени во преговарачката рамка. Ковачевски се уште оптимист и појасните пораки од опозицијата испорачени од Христијан Мицкоски, кој токму во пресрет на посетата на Ескобар изјави дека на покана на владата во Скопје доаѓаат дипломати за да вршат тортура и притисок за ВМРО ДПМН да попушти. I'm not here to torture anybody. Не сум дојден за кого било да измачувам. Сакам јасно да кажам дека САД не избираат влади на земји членки на НАТО, но поставуваме очекувања и работа за која ќе разговарам ќе биде да ја пратам истата порака која ја изнесував и во регионот, дека САД како природни партнери ги гледаат оние кои се посветени на европска интеграција, на НАТО и се посветени на борбата против корупцијата. Тоа сакам да биде јасно, но исто така сакам да слушнам, да имаме многу отворена размена на мислења. А мислењата кои Ескобар ги слушнал од Мицкоски на состанокот кој седеше по средбата со премиерот според соопштението на ВМРО ДПМН се веќе познати. Бил потврден ставот за уставните измени. Претседателот Мицкоски потенцираше дека актуелната власт во Македонија за многу внатрешно политички прашања погрешно ја информира меѓународната заедница, вклучително и САД. Уште еднаш беше афирмиран ставот на партијата дека суштинската заложба и приоритет на ВМРО ДПМН е Европската Унија и евроатлантските вредности, пишува во партиското соопштение. Ескобар од Мицкоски го чули како што шефот на ВМРО ДПМН го нарекува единственото решение од ситуацијата – предвремени избори. Опција која нема поддршка од владеачкото мнозинство. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.